Од Toyota пристигнаа две, така да ги наречеме, нестандардни вести. Првата е дека јапонските инженери патентирале систем кој ќе помогне во борба против крадците на автомобили. Како оружје ќе се користи одреден мирис што ќе се испушта во внатрешноста на возилото кога сензорите и имобилајзерот ќе откријат дека некој се обидува неовластено да го стартува моторот. Системот ќе го одредува мирисот што ќе биде испуштен, кој може да биде и солзавец. Во апликацијата за патентот се наведува дека тој ќе биде поврзан со телефонот на собственикот на возилото, како и дека ќе биде во способност после тоа да ги отстрани непријатните мириси и да ја освежи внатрешноста на автомобилот. Ваков систем сигурно нема да има возилото за кое се однесува втората вест, бидејќи е наменето да се движи по месечината. Тоа се развива заедно со Јапонската вселенска агенција и треба да биде подготвено за мисија во 2029 година. Долго е 6, широко 5,2 и високо 3,8 метри и во него ќе има простор за 13 квадратни метри за престој на двајца астронаути. Луѓето во неговата внатрешност ќе можат да ги соблечат заштитните одела за полесно да ги извршуваат задачите. Со помош на соларна енергија и водородниот погонски систем со горивни келии од Toyota ќе може да помине до 10.000 километри. Планирано е да отпатува до месечината пред на неа да стигне човечката експедиција и само да отиде до местото каде ќе ја дочека. Вредноста на проектот не е позната.